Почитувани граѓани, денеска сме во посета на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз во Кавадарци, на жителите на Кавадарци и на Кавадаречко. Зборуваме за нивните проблеми со кои што се соочуваат и нудиме решенија кои што се дел и од нашата програма, меѓутоа и дел од нашите афирмативни мерки со кои што ќе ги решаваме проблемите на граѓаните наталожени сиве овие 10 години. Она што е многу важно за Кавадарци е фактот дека она што денеска не информираа граѓаните е нивната загриженост по однос на откупната цена и пласманот на грозјето. Во очи гроздоберот во сабота, нивната загриженост е оправдана. Годинашнава реколта која што се проценува на 120 милиони килограми грозје е голема во однос на она што е можност за откуп, кој што се проценува дека е можно да се движи од 30 до 40 милиони килограми грозје, и се остава прашањето, односно се наметнува прашањето дали државата, односно владата ќе дозволи 80 милиони килограми грозје, труд и пот на граѓаните да остане неоткупен, односно да заврши на буниште. И тоа е недозволиво. Недозволиво е исто така грозјето, односно да не бидат граѓаните, да не им биде платено грозјето од ланското предавање, бидејќи се уште ги чекаат средствата. Недозволиво е исто така да не знаат на кого ќе го предадат грозјето, и сите овие грижи оправдани на граѓаните бараат посериозен пристап на сите чинители во државата, особено на владата во делот на афирмативните мерки за подобрување и на пласманот и за покачување на откупната цена на грозјето, со кое што реално е барање и на лозарите. Како што сум информирана, откупната цена е иста како ланската, 13 денари за картошијата и за смедеревката 11 денари, и се добива општиот впечаток дека сите пофалби и фалби на Груевски и на владата во однос на субвенционирањето и на земјоделието и на лозарството се само празни зборови во очи на овие реални проблеми со кои што се соочуваат граѓаните и кои што бараат неминовно решавање. Но затоа сме тука да ги увериме граѓаните дека нивните стравови ќе завршат и ќе почнеме да ги решаваме екзистенцијалните проблеми кои што се многу на број, но ќе почнеме да ги решаваме нивните примарни екзистенцијални проблеми, затоа што најголем број на семејства во Кавадарци, Кавадаречко, во Република Македонија живеат и екзистираат од лозарството. Државата ќе мора да биде гарантор за пласманот и откупот на земјоделските производи, вклучително и на грозјето. Откупните цени на земјоделските производи, вклучително и на грозјето, мора да се договараат 30 дена пред сезоната за откуп. Граѓаните да знаат каква ќе биде откупната цена на земјоделските производи на родот што го произведуваат, и ќе знаат соодветно и да го планираат своето производство. Исто така, ќе ги субвенционираме земјоделските производи со по 20% зголемена субвенција за секој вложена инвестиција по хектар. Што значи не само што ќе ги задржиме сумите за субвенционирање, напротив ќе ги зголемиме за 20%, за да го зголемиме и мотивот на граѓаните да вложуваат во производството и да не стравуваат за откупот и за нивниот пласман. Субвенциите ќе мора земјоделците и лозарите да ги добиваат тогаш кога им се најпотребни, кога вложуваат во производството, кога вложуваат во репроматеријалите, кога вложуваат во сите оние ресурси кои што им се потребни за да го добијат родот и производството. А тоа е, ќе мора да ги добиваат секој март во тековната година. Средствата од предаденото грозје, предадените земјоделски производи, по закон мора да се исплаќаат 6 месеци по предадениот производ. Невозможно и неможно е, и недозволиво е да нема реализирано плаќање на земјоделските производи по предадениот род. Во овој случај, она што е најголем проблем на кавадарчани е неисплатеното грозје од минатото предавање. Дополнително ќе вложиме во зелена нафта, што ќе намали трошоците за производството и целокупните ретпроматеријали кои што
им стојат на располагање како користење на земјоделците и на лозарите во овој дел. Понатаму, сите овие системски мерки кои што се во низа ќе го олеснат и производството, ќе го стимулираат производството и нема да дозволиме насушните суровини кои што се богатство за Македонија да бидат фрлени на буниште само затоа што некој не го гарантира или не го цени трудот и потта на земјоделците и на лозарите. И на крајот, она што е за нас, за граѓаните најважно, е дека промените доаѓаат и промените ќе се случат. Одговорната власт и одговорната влада на Социјалдемократскиот сојуз првично ќе почне да ги решава натоложените проблеми 10 години наназад што ги создаде Груевски и неговата влада, само со популистички мерки и со фалби, ќе ги решаваме екзистенцијалните проблеми и ќе овозможиме достоинствен живот на секој граѓанин на Република Македонија и достоинствена откупна цена за земјоделските производи, достоинствен живот за земјоделците, за лозопроизводителите, за јаболкопроизводителите, за сите оние кои што вложуваат во производството и во економскиот развој на Република Македонија. Благодарам.